Проектот Ослободи го умот од корупција се организира од Театарот Боеми, Сдружение на граѓани и од платформата Развој, во која членуваат 6 граѓански организации во тесна соработка со Министерството за локална самоуправа, со поддршка на владата, под покровителство на председателот на државата и со поддршка на Американската амбасада во Република Македонија и е насочен кон долгорочен развој на земјата. Проектот е антикорупцијски, се користи моделот на Форум театарот за да се организира и презентира вкупниот начин на третманот на корупцијата во општеството, насочено кон негово надминување. Инаку во основа вкупната анализа покажа дека неопходно е да се развие земјата за да се надминат сите аномалии кои се карактеристични за посттранзициониот период и во таа смисла носечка структура на проектот како резултат на нашите активности е формирањето на мрежата Развој како долгорочна структура која ќе се занимава со сеопфатен развој на земјата. Во таа смисла во сите општини има по 20 представници, денеска моите колеги се представници од општината за вашата општина Кавадарци и во текот на ноември месец ќе формираме локален совет за развој и практично долгорочно, почнувајќи од денеска, овој проект ќе се развива. Символично во секој од општините садиме по едно дрво, јавор, долговечно дрво, кое во иднина ќе стане еден парк на развојот, практично едно камерно место кое ќе има 2 клупи, една сценичка и сето тоа ќе биде една форма и за символично присуство тридимензионално на проектот. Ние очекуваме дека од година во година ќе направиме сериозни промени во општеството. Јас сум Нелко Нелковски, режисер, доктор по комуниколошки науки и раководител на проектот. Општина Кавадарци, како и секој друг проект кој што има тенденција да ја развие општината во современа и модерна општина, го поддржува овој проект со цел да придонесе кон поттикнување на севкупната свеска и населението кон ваквиот тип приод на решавање на работите. Ние како локална самоуправа несебично го поддржуваме ова и активно ќе се вклучиме како дел од проектот за осовременување на општеството. Символичното дрво кое што треба да се засади е јавор, ќе биде засадено на црквата Света Петка и со тоа се надеваме дека во иднина, како што кажа господинот од раководител на проектот, да ќе прерасне во место каде што ќе се собираат луѓе, млади пред се луѓе, ќе дебатираат, а со самото растање на дрвото и размножување на проектот се надеваме дека после неколку години ќе бидеме сведоци на една успешно завршена приказка. Крсто Соколов, локален економски развој. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.